Се случи, коментар прочитав, беше ептен вулгарен, кај што ги врегаше и моите родители, и го отворив профилот и забележав дека е газдарица на ресторан каде што често јадам. Собственик на ресторан ми коментираше толку многу вулгарни работи што јас дури се изненадив и од тогаш не можам да стапнам таму да јадам. Секако, Затоа што уште да јадеш. да, не можам да поддржувам место кое што првично има таков став воспоставено за мене. Инфлуенсерите од сите генерации го вртат светот. Ние следиме најразлични профили и најразлични луѓе за да се информираме за одредени работи, да се насмееме и некогаш да се опуштиме. Денеска мој соговорник ќе биде еден од Rising Stars кога се во прашање инфлуенсерите последниве години, и тоа на повеќе платформи. Александар Динев има 300.000 следбеници на TikTok платформата, а се повеќе ја освојува Instagram со 30.000 следбеници. Пред да почнеме со разговорот, би сакала да се заблагодарам за поддршката на оваа епизода и изборувањето за овие теми, која се случува во соработка со Македонски Телеком во рамки на нивната кампања Направи место, а секако и оваа епизода е создадена од тимот на Змај со поддршка од Advalue. Здраво! Здраво, мило ми е што денес сум тука. И мене ми е мило што си денеска тука. Те следам на социјалните медиуми, иако не сум најверојатно твој таргет, особено не на TikTok. Меѓутоа, мене ми се интересни тие работи што ги правиш и мислам дека ги развеселуваш луѓето. Ќе ти поставам неколку кратки, брзи прашања. Те молам дај ми многу краток одговор, ова или ова. Ајде. TikTok или Instagram Reels? TikTok. Таму почна се. Дубај или Париз? Тешко прашање. Ама Дубај. Добро. Пошто пресно ми онака и многу е скоцкано и све е многу убаво. Да, интересно изгледаше, но морав да те прашам. Седи си сам или направи место и за друг? Сегогаш место за други. Добро, супер, баш ми е драго што баш за ова и ќе зборуваме малку повеќе, зашто е важно да се работи со други, да се направи малку место. Што го врти светот, Александар, според тебе? Многу работи моментално го вртат светот, ама најглавно се мислам дека социјалните мрежи и луѓето кои што пласираат, односно така наречените инфлуенсери. Добро. Така, мислам дека генерално тоа, пошто сите сме на телефоните, сите следиме што се случува онлайн и сме во тек со работите. Сега, за жал, има една не толку убава страна на социјалните медиуми. И кога си влијателен, привлекуваш внимание, некогаш добро внимание, ете, како луѓето што те следат и што им е интересен твојот контент, меѓутоа некогаш и не толку убаво внимание на оние хейтери, како што би се рекло со англицизам, ама на луѓе кои што шират, да кажеме, некаков говор на омраза, те напаѓаат, најверојатно не те не познаваат, ама одлучуваат дека ќе те мразат. Колку ти се случувало тоа? Имаш ли ситуации, не толку мили ситуации на говор на омраза и како се справуваш со тоа? Така. Онлайн секојдневно, тоа е неизбежно, затоа што сум се пласирал долго време и цело време вртам по социјалните мрежи, така што секојдневно налетувам на таков коментар, само што јас ги игнорирам. Мислам, не дозволам тие да ме дефинираат мене, и начинот на кој што јас сум се заштитил во такви моменти е преку градење на самодоверба, преку фактот дека почнав да се фокусирам на самиот себе, си кажав, окей, јас не сум ово што луѓето го зборуваат за мене. Си седнав, онака почнав да се фокусирам на себе, на исхрана, на животен стил и некако почнав да сум повеќе задоволен со самиот себе си и со своите постигнувања до степен каде што описот на другите луѓе не влијаеше толку многу врз мене. Влијае само на моменти кога јас го чувствувам истото кој што го коментираат. Например, Добро. кажувам, банален пример, сум накачил на килажа и малце тоа ми ствара некоја несигурност во себе, затоа што како мал бев подебел и малце ми е како страв да не стигнам тој левел, ама сум се здебелил малце и некој ќе коментира, си се поправил. И сум окей, знаеш, како малце знае да ме допре. Ама те нервира, те допира, да. Малце знае да ме допре, ама не е толку многу страшно.
ето, дебелината на страна, многу луѓе коментираат многу вулгарни работи, за кои што не би ни сакал да ги нагласам, затоа што тоа не можам такви зборови да користам. Но во живо се случува исто така често, во зависност од тоа во кој период од денот ќе излезам надвор или на кое место. Има и позитивни реакции, нормално, многу луѓе сакаат да се сликаат, да се запознаат, да се изгушкаат со мене, и многу ме мила за тоа. Стварно преубави искуства и премногу луѓе онака имам запамтено самото тоа запознавање. Те убават. Да, но и многу пати се има случувано луѓе да ме следат до дома. Значи има моменти каде што кога живеев со моите, доаѓале дома, буквално пред стан, пошто живеевме на прв спрат. Мислам, моите уште живеат на прв спрат. Се качувале по прозори, тропале на врати, ме следале до дома, што е навистина језиво. Да, стварно е језиво. Да, си имаше случајно интересна случка пред некој период. Откако почнав почесто да се појавувам на телевизија, на подкаст и такви работи, почна малце по-возрастна публика да ме следи. И еден ден, онака од љубопитност ги отворив коментарите на еден подкаст што бев на телевизија. После вика, што ми текна да ги отворам? Што ми текна да ги отворам коментарите? Тога се најбрутални. Кога се Јас дури сум изненаден колку возрастните луѓе се по-брутални за разлика од тинејџерите, и смешно ми е затоа што очекувам повозрастните да се позрели, да не размислуваат така, и ете, сите ние некогаш имаме негативно мислење за некој друг, ама го здржуваме за себе, затоа што реално ниту ќе влијае добро за мене, ниту ќе влијае добро за тебе, ако јас ти кажам ти си таков и таков. Во да, моите ама очи. има були си на 40 години, на 50 години. Тоа е моментот што јас тоа не го очекував, и се случи, коментар прочитав, беше ептен вулгарен, кај што ги врегаше и моите родители, и го отворив профилот и забележав дека е газдарица на ресторан каде што често јадам. Значи, најверојатно ти има видено, да не речам сигурно, и во ресторанот. Ако ништо друго, држи ресторан и одлучила дека е добро баш да ти коментира на тебе вулгарности, што и да се тие, мислам, храна служи, не би требало. Собственик на ресторан ми коментираше толку многу вулгарни работи, што јас дури се изненадив и од тогаш не можам да стапнам таму да јадам. Секако, затоа што уште да јадеш. да, не можам да поддржувам место кое што првично има таков став воспоставено за мене. И тоа реално малце ме повреди, што не ме повредувало, ама некако не знам зашто, можеби сум изградил некоја блискост со местото, пошто знаеш, посетувам, јадам таму и познато ми е местото, така, и ми се крши целиот филм, сум као, ама има толку добри бургери, зашто ова ми го коментираше, знаеш, и не вратив на тоа, не сакав да направам big deal, и само си кажав, окей, не сум добри дојден тука и нема веќе да се појавувам. Така, и треба, реално, таму е топката, треба да размислат дали им се исплати да си одбиваат и да прават луѓето да се чувствуваат неприфатено во нивниот локал, меѓутоа, генерално, има добри рецепти на интернет за бургери. Бургери, да. Сепак треба да размислуваме, нели, каде одиме, ама навистина е откачано тоа да ти се случи, зашто во живо не ти го кажале, туку баш на интернет одлучиле дека со своје име, презиме и ресторан зад себе ќе го коментираат тоа. Малку искрено ми е жал што ти се случило. Да напоменам дека има и деца. Да. Жената, и не знам зашто такви моменти. Посрачно. Мислам, посрачно е што такви вредности им пренесуваме потоа на нашите деца, нели? Така. И малце ми е смешно затоа што дали таа личност не размислува дека имам влијание, пошто нели инфлуенсерство и све тоа, нели, влијанието е најважно тука, имам влијание и можам со една стори буквално да влијам толку многу лошо врз бизнисот. Кога тој момент, најверојатно личноста го нема подразмислено, затоа што реално таквите личности поседуваат моќ да кажат, дечки, тука не идете, така и така ми се случи, и буквално луѓето да почнат да ја мразат и личноста, и бизнисот, и
да влијае и Така. како лошо. Зошто не го направи тоа? Затоа што тоа не ме опишува мене, јас не сум таков. Супер. Секогаш се трудам да вратам со позитива. Никогаш не би сакал да се спуштам на ниво каде што ќе вратам на лошото со лошо. Реално тоа произлегува од комплекси. Јас, како што напоменав, доволно сум се фокусирал на самиот себе си, каде што сум се изградил самодоверба, цврстина во својот карактер, во тоа кој сум јас, и нема да се дозволам да искоментирам нешто такво, затоа што тоа на крајот денот ме опишува мене како личност. Истото многу слично се справив јас, меѓутоа на многу повозрасни години од тебе, затоа што во 20-тите години кога се пишуваше околу вчерашни, околу мојот ангажман во едно од министерствата понатаму, ми влијаја. Искрено еднаш ми се има случајно 3 дена седиме на планина со тогаш дечко, сега сопруг што ми е, и буквално ми влијаат сите тие коментари, дозволив да ми влијаат, иако, нели како што ви кажа, знам дека не се точни, знам дека не е така, знам дека треба да ми биде дадена шанса, Ама меѓутоа знаат да бидат посилни од тебе на момент. знаат да бидат и особено кога немаш изградена самодоверба Така. целосно, затоа што јас секогаш сум се борала со тие несигурности, веројатно како и сите луѓе Нормално. што ги имаат и се борат. Така што мене ми е многу интересно дека ти на рана возраст си научил да се справуваш со нив, и само во еден момент, еве сега имаше коментари со така, вие македонските жени не зборувајте многу, а од женски профил, кој што мене веднаш ми беше јасно дека е машки профил. И многу размислував за тоа како да се справувам со тоа, меѓутоа во даден момент си викаш, овие луѓе мора да навистина да не се среќни и задоволни и да им е тешко во животот, за да земат и да пишуваат на некој човек што прави нешто без притоа ни да слушнат убаво, ни да ја добијат пошироката слика, да шират говор на омраза, да пишуваат секакви вулгарни коментари и слично. Така што, да, кога ќе размислиш, најчесто веројатно и тие не се многу среќни, и ако ги подразбираш малце, некако дели ќе простиш и ќе си продолжиш понатака. Не мора да јадеш во тој ресторан, ама Да, ама не, види, вака, реалноста е дека ако ги ставиме позитивните и негативните работи на вага, да, сегаш позитивната тежи повеќе. така Реално е. мене ми е многу поважно јас да сум среќен во тоа што го работам, Точно. да сум исполнет, ова не би го заменил со ништо покрај сето лошо што ми се има случајно, дали во живо, дали онлайн, пак јас сум среќен со ова, задоволен сум со ова, мојата визија ја реализирам и ќе продолжам да ја реализирам. Нема да дозволам никој да ми застане на патот. Барем во такви работи, во однос на цели, карактерно сум многу цврст. Нема да дозволам ништо да влијае. Јас не дозволив родителите да ми влијаат, со ученици, значи никој не може да ми застана на патот баш кон таа цел која што јас сакам да ја реализирам. А те поддржуваат сега родителите? Да, ме поддржуваат, но порано не го разбираат тоа и сосема е нормално и окей. да. Мислам, доаѓам многу пати имам спомнато од мало селце каде што ова не е нормално. За нас Ретко кој го работи реално. Да, кога не е вообичаено некој да се снима на TikTok, да се објавува, да гостува на емисии, јавно да се експонира, не беше нормално и моите им беше чудно, као зошто го правиш тоа, не срами, сум као не, ќе го правам ова. Да, затоа што можеби нели таа е сликата која што ја гледа, таа е околината во која што се, ама сега веројатно им е јасно, затоа Да. што еве веќе имаш признание и од телевизии, и од бизниси големи, и генерално од публиката твоја, што можеби е најважно, гледаат дека нели надвор од тоа место сепак ти имаш и тоа каква валидација за тоа што си го работел тогаш, што си Така. мислел дека е супер, а на крајот од денот и супер е детето да се забавува и ништо да не биде од тоа. Ако ти е убаво, снимај, уживај, забавувај Така. се. Ама да, мислам дека со тек на време на секој родител ќе му легне и секој сака да му е детето среќно. Сакам да те прашам во однос на тоа кој ти помогнал. Ако јас размислам до овој момент, веројатно имам 5 колешки, 5 колеги сигурно, што веднаш можам на прсти да ги набројам, што мене ме поддржале, ми направиле место во даден момент, за да можам јас да направам нешто друго. Кои се луѓето кои што еве тебе ти помогнале, те поддржиле или во моментов те поддржуваат и ти прават место? На најпрво место морам да ги ставам оние кои што ме следат, пошто реално Секако. ако не се они, јас сум буквално никој и ништо, затоа
преблагодарен. Навистина преблагодарен за секој кој што ме следи и секогаш ги ставам нив на прво место, секој кој што ме следи ми бил најголема онака мотивација, подпора, поддршка во моменти когаш ми требало тоа, ајде да кажеме. Но морам да кажам дека и блиски роднини, пријатели, но и многу бизниси кои што одлучиле да застанат позади мене. Многу луѓе позадински кои што не ги покажувам во видеа или не сум ги зборел онака, биле тука да ме поддржат и биле тука да ми дозволат да се изразам креативно. Зашто многу бизниси се рестриктивни со тоа што ќе се објави на нивните профили, но некој онака брендови имале доверба во мене и ми кажале, окей, веруваме во тоа ти што го правиш, како можеме ние да помогнеме и дај, целосно направи тоа што мисли според тебе дека е наокей. Креативно изрази се онака на максимум. Тоа ми се случи на почетокот со Телеком. Телеком се први кои што ми овозможија платформа, као нивен профил, да објавам на нивен профил содржини кои што јас мислам дека се соодветни. И со тоа им докажав дека стварно имаше многу влијание. Ние многу достигнавме за многу краток период, профилот многу се изгради, многу позитивни коментари, многу луѓе беа воодушевени од тоа. Ми дозволи да имам тотална креативност и тоа им донесе многу и беа не знам, истите тие брендови се тука да ме поддржат во моменти кога ми е потребно. Дали е тоа во однос на проекти, мислења или било што и да, тука се и за мотивација. И препорака некогаш знае многу да значи. По препорака тогаш најдобрите соработки се случуваат затоа што реално така си веруваат луѓето едни на други. Ако јас препорачам на некој близок, оваа личност е добра за тоа што го барате, ќе ја земат личноста, нормално јас сега би сакал да помогнам, така и ќе препорачам некој кој што стварно е соодветен и се случува тогаш најубавите соработки. Супер. Така да Ова е добро дека и луѓето, меѓутоа и брендовите кои што како такви се градат, може да бидат поддршка за ваков тип затоа што ти практично твоите клиенти се и публиката, меѓутоа и бизнисите кои што ти ја поддржуваат твојата работа. Да. Така што добра некако спојка направи. А дали ти се случило да добиеш поддршка како браво, супер си, од некој што си мислел нема шанси да биде твоја публика? Некогаш во животот, не знам, некој можеби повозрасен те следи или нешто слично, кој што да ти кажам, се смеам со твоите видеа, супер ми поминува денот или нешто слично. Да, иако кажав дека таргетот ми се младите, тинејџерите, до 25-30 и кусур години, многу пати сум се нашол во ситуации каде што луѓе возрасни, дури и баби и дедовци се случувало со внуците. Се најсупер. Да, значи, штом баба ми има TikTok, тогаш веќе се е јасно тука. Доаѓале и ми кажувале, внукот константно те гледа, те сака, или родители доаѓале и тоа мене ме фасцинира реално, затоа што знаеш, мило ми е што и возрастни луѓе го разбираат мојот хумор, ме поддржуваат, интересен им сум, но и ете луѓе кои што не сум очекувал дека ќе ме поддржуваат, луѓе кои што можеби на почетокот ми се исмевале, што ми исто така интересно, ми исмевале, мисле дека ништо нема да бидне од мене и на крај тука сум достигнал до овој степен и сега ме поддржуваат. Знаеле да кажат сгреши во врска со тебе? Да. Ти реално работиш и правиш нешто добро. Да, сум имал такви случаеви. Исто така сум имал и случаеви каде што ова се случи пред недела дена, мојот прв наставник, значи од прво одделение, што не знам никако, не знам дека уште ме памти, ми имаше пишано порака на Facebook и ми пиша нешто во стил: Александар, само сакам да знаеш дека сум прегорд на тебе. И онака само ми се насузи очите, многу онака топлина осетив и не очекував дека наставникот од прво до петто одделение што ми бил, дека ќе ми пише, дека ме следи, дека ме гледа тоа што го објавам и дека ќе ми каже дека е горд на мене. Тоа е предобар момент. Да.
Посебно затоа што наставниците се различен тип на авторитет. Така. Јас знам тоа често и го спомнувам, може веќе им досадено на тие што редовно слушаат, ама бидејќи мајка ми работеше како наставник и знам за секоја нејзино дете каде е, што прави сега, значи, нели, нејзино дете, исто како и јас. Во таа насока дека наставниците најчесто си ги следат учениците и сакаат, особено оние што се добри искрени наставници, и сакаат да успеат. И кога ќе видат дека некој успеал, мислам тоа им е најголема награда, бидејќи не е дека се богаташи. Најголемата награда е токму тоа што го кажа и што ти го кажал, гордост да ти е некој ученик да го гледаш. Ете, успева, стига до публика, го прави тоа што го сака на крајот од денот. Тој те учел македонски. Тоа ти денеска го користиш и тоа како. И така како во твоите влијаело видеа, тоа, така што да, супер. И ова да не заборам да го напоменам, се случувало луѓе кои што ме мразат, ме хейтат, да ме запознаат во живо. И комплетно да им се промени цела перспектива за мене. Значи се случувало моменти каде што луѓе, нели, ако ме запознаат преку другар или општо онака во јавност, рандом случки или јас ако придам до некој да прашам нешто, знаеш, се случувало тие луѓе да се некој кој што можеби не ме сака толку многу и ќе ме запознаат убаво и после тоа ми признаваат се као брат, не те сакав многу, онака имаше многу лош печаток оставано, ама од кога те запознав, тотално ми се промени перспективата за тебе. Како ги одгуми. Да, не, реално така ми се као, тотално ми се промени перспективата за тебе. Не знам дека си фин или не, мислев дека си, не знам, издигнат или Што не, да, не тоа знам, се очекува некогаш од луѓе кои што барем, не знам, во мои очи не мислам дека таква слика крал до себе, некој издигнат, некој егоист. Ама ете, може би така сум бил прецепиран на страна на други луѓе и имале изградена лоша слика, ама мило ми е што сум успел да ја срушам таа слика и да им покажам усвари кој сум јас. Не градиш таква слика, ама мислам дека во Македонија е некако очекувано дека тој што е звезда ќе биде дигнат и така натаму, а во моето искуство, кога сум запознала вистински звезди, луѓе кои што јас ги сметам за звезди во Македонија, најчесто не биле такви, најчесто биле баш напротив најопуштени, фини и така натаму. А од друга страна, кога почнав да работам во телевизија, имав 20 години колку ти сега што имаш, влегувам и никој не ми вика добар ден. Сите беа некако растрчани, па многу битна работа. И сега до 20 години вести не гледаш толку многу, јас не ги знаев најголем дел од луѓето. И викам, зошто луѓето вака се однесуваат како звезди? Да. И после тоа се враќам дома разочарана, мамо мене никој не ми вика добар ден. И она ми вика, па добро Јована, не им викај ни ти добар ден, знаеш, сега ако ти пречи, нели, тоа е тоа, такви се луѓето. Не викам, јас ќе им викам секој ден добар ден, додека не научат, затоа што кога ќе се разминам со некој во соба, сакам да си кажеме добар ден. Мислам дека тоа е минимум ефорт. Да. И го правев тоа и искрено тоа влијаеше голем дел од нив после да ми станат или пријатели или ментори. Многу лесно ми беше потоа да им побарам, не знам, ако не знам да читам, да ми помогнат. Баш тие што првиот ден како, сега некоја девојче влегло тука, нема везе, знаеш. Потоа ми беа голема поддршка и мислам дека е тоа и во твојот случај. Се очекувало дека ќе си звезда, те гледаат дека всушност си баш нормален, изрелаксиран човек и као окей, куле. Ми се свига човекот. Да. Колку е важно и офлайн да се запознаеме, затоа што онлайн се гради една слика, ама таа не е целосна. Колку е важно покрај користењето на социјалните медиуми, нели да се дружиш со луѓе и колку ти имаш време за тоа што велиш цело време си во монтажа, седиш често на социјални медиуми заради креацијата, кога не го правиш тој, што правиш кога не си на социјал медија? Да. Јас сум така наречено на англиски social butterfly, кога сакам да сум околу луѓе, сакам да зборувам со луѓе, сакам да зборувам, општо, точка. Не ми е проблем да зборувам. Немам ништо против. Нели? Не ми е проблем да изразам мислење, да слушнам туѓо мислење, само што излегување не ми е толку многу често колку што би сакал. Не се дружам толку многу често колку што би сакал. Затоа што тоа што напоменав, социјалните мрежи исто така ми влијаат лошо, тие нели негативни искуства што сум ги имал. Ова заборев да го напоменам пред некој ден за викенд.
сабота беше, поминував низ Партизански, имаше многу луѓе собрано онака кај пекарите, што се, и беше ептен особено за викенд, таму е лудило. И Знам. Верувај ми, во близина живеам, јасно ми е Да. целосно. И поминував и онака ме забележаа неколку луѓе и доволно еден да викне Александар Динев и сите се вртат. Пошто веројатноста од толкава група на луѓе да ме знаат барем 50% е голема, пошто беше стварно многу луѓе. Особено што тоа е твојот таргет, таму млади. Да, баш тинејџери. Собира. Да, и се вртат сите и почна да знаеш да да коментираат многу лоши работи. Не сите, ама многу луѓе коментираа лоши работи, знаеш што малце ми ствара на моменти анксиозност, знаеш, некоја несигурност во себе, не би сакал да придам на некој, да направам другарство, да направам нови другарства, затоа што се плашам дека можеби личноста ето онака има можеби лоша перцепција или нема добро мислење за мене и сум се лимитирал во тој правец, ете да градам нови пријателства и си имам забележано дека имам повеќе возрастни другари отколку што другари што се мои години. Значи се дружам со луѓе кои што се 35 години, 40 скачаме после подкаста. Да, после ова одиме на журка и ја и ти заедно. И реално ми годи затоа што не знам, можеби и дека уште од млади години сум се ставил на позиција каде што треба да се однесувам малце поодговорно, да пазам како реагирам, да учам од грешки и сум успел на некој начин да созревам многу порано. Да, Мислам, кога работиш созреваш порано. да, и кога си околу повозрастни луѓе, така. И многу тоа сум попремил и затоа и можеби и не се пронаоѓам толку многу околу тинејџери, колку што ми годи да сум околу повозрастни, ама тоа влијае многу, ете да кажеме, на дружба, затоа што сепак сум уште млад и сакам да сум обкружен со луѓе кои што се малце помлади и да зборам за банални работи кои што ете ќе ми го стават мозокот на колирање. Да не се замарам за некои толку многу сериозни теми, пошто со возрастни малце по-сериозни теми се обработува кога станува збор за муабети, а и ми влијае многу на љубовниот живот. Епа да, реално. Сите се за брачни проблеми ти раскажуваат. Да. Не, ама и не сум... Таков ти е таргетот. Да, не сум можел да градам другарства и можеби љубовни врски, затоа што не сум во такви околности и сум бил осудуван. Кога сум пробувал да направам другарство, онака кога пробувам, кога доаѓа спонтано е малце поразлично, ама кога сакам да пробам да направам другарства, не ми успевало толку многу добро. Зашто се као, тргни се од мене, као ти се нешто снима на TikTok. Сум имал такви ситуации. Така да, тоа го избегнувам. И тие што не се на TikTok, веројатно имаат такви ситуации, за да ти биде полесно во животот, ама верувам дека не ти е баш се едно кога нели се случува тоа, со тоа што има една работа која што е добро да се размисли во оваа насока, баш она што го зборувавме. Ако не пробаш, никогаш ништо нема да се случи. Така. Ако пробаш и ништо не се случи, се враќаш на тоа што е. Така, у моментов, не може да е полошо, тоа е тоа. Ако пробаш, може нешто интересно ќе се случи, може значи дали ќе се здружиш со некој, дали некоја девојка баш си бил интересен на TikTok, па ќе зборувате за тоа. Да. Мислам дека не треба да прекинеме да се обидуваме, едноставно треба да го прифатиме тоа дека има грешки, дека нема секогаш да биде се супер. Да, не викам дека не пробувам, само што малце поумерено, за разлика, мислам, барем јас така си мислам, многу би било поразлично ако луѓе не ме познавале на моменти. На моменти сум као, денес онака, сакам никој да не ме познава. Малце ми е онака полесно, не знам зашто, ете, влија и тоа, ама се трудам и некад си кажам на себе си, кој е најлошото нешто што може да се случи? Океј, ќе ми се смеат и шо? Не толку многу страшно. Океј, се смева и толку. Не прв пат. Вау, многу интересно ќе им помине денот. Да. Забораваат луѓето, не е толку Да. многу важно. Мислам, на крај денот никој од нас не останува тука вечно. Правиме најмногу што можеме да направиме позитивно, дур сме тука. Затоа јас се трудам да не коментирам за други луѓе, да не оговарам други луѓе, да не се исмевам на други луѓе, затоа што сум го почувствувал тоа на своја кожа. И за тоа сум благодарен. Мислам, што сум имал таков негативен одзив од противни страни, затоа што ми покажало колку е важно да го ценам позитивното што веќе го има. Да, и веројатно е многу лесно да нападнеш кога никој никогаш тебе не те нападнал,
Ама Да. кога си го осетил на своја кожа, веќе ја сваќаш дека не е толку смешно и интересно, колку што може би е и тешко и болно за другиот и немаш зошто да повредуваш некого. Така што Да. гледаш, ти си созрел преку тие искуства, особено во тој дел. Криво ми е што се случува тоа со младите кои што те напаѓаат, ама од друга страна не треба да заборавиме дека има 300.000 што те следат редовно. Така, тоа е моментот со вагата, има многу повеќе поддршка отколку што негативност. Колку се разликуваат во оваа насока социјалните мрежи на кои што ти си присутен? Еве, ако ги земаме TikTok и Instagram, дали овие мрежи се исти или имаат некои разлики? Како ти оди таа миграција кон Instagram конкретно? Долго време мислев дека се скоро исти, ама со текот на времето забележав дека групите се различни. Многу луѓе имаат Инстаграм, а немаат TikTok, и обратно, многу луѓе имаат TikTok, а немаат Инстаграм. Помалите имаат обично TikTok, а немаат Инстаграм, а повозрастните имаат Инстаграм, а немаат TikTok. Јас, например, не избирам, да кажеме, различни содржини, конкретно добивам на TikTok или на Instagram. Истото што ќе го добивам на TikTok, ќе го добивам и на Instagram, само што гледам дека респонсот, односно начинот на кој што луѓето реагираат е малце поразличен. Нешто успева на Instagram, нешто на TikTok, различни работи? Да, некои видеа на TikTok што сум мислел дека ќе успеат, не успевале, а на Instagram експлодирале со engagement и гледаност. не ми е уште јасно, ама ете, има разлика и во алгоритми, ама тоа е малце по технички дел, така што... Да, па во таа насока ми е некако и следно прашање, колку е битно цело време редовно, на редовна основа да објавуваш нешто. Затоа што, еве, гледам на мојот профил, нема толку многу следачи, меѓутоа, бидејќи редовно објавуваме нешто од подкастот, континуирано има раст на бројот на прегледи на тие видеа. Так. Од друга страна, имаме примери каде што луѓе прават прекрасни видеа, меѓутоа ги објавуваат на период од месец и пол, два, и нема толкав респонс, иако по секоја логика тоа е интересно, хита сега и слично. Колку е важно редовно, практично ти биде работа инфлуенсерството, редовно да објавуваш? Редовноста е клучна. Јас дори многу пати сум зборувал со луѓе кои што, имале прашања во однос со тоа што го работам и сакале да започнат и започнувале, и сите го чекаат перфектниот момент или чекаат да го направат перфектното видео или перфектната слика, па мора ова вака, прво видео ми е мора вака да изгледа. Не, никој од нас кој почнува, не прави совршени работи. Апсолутно. Така. И мора да се почне од некаде, мора да го направиш првиот чекор, за да видиш понатаму кај можеш да се подобруваш, затоа што луѓето се на некој начин малце искомплексирани од социјалните мрежи, затоа што се изгледа сјајно. Така, сите објавуваме најдобри работи од нас на социјалните мрежи, сите имаме големи очекувања за самите себе. Да, моните гледаат сега кој веќе имаш некое искуство и гледаат како тоа изгледа супер сега. Да. Ама веројатно првите видеа ако си ги видиш и тебе ќе ти бидат смешни. Да, па јас кога се навраќам, Кога не те следеле толку многу така, луѓе. кога се навраќам се викам, леле, како сум можел вакво нешто да објавам, колку е само лошо, ама луѓето не разбираат дека тие видеа кои што сум ги објавил на почетокот и кои што биле катастрофални, ме довеле до степен сега каде што јас сум подобрен во тоа, имам подобри вештини за креирање, за снимање, за едитирање, за сето тоа, така што е многу важно да си редовен, затоа што од грешки учиме, така се подобруваме. Ако ова видео не е било добро измонтирано, тоа е твоја грешка, ајде ќе седнам, ќе пробам, ќе истражам, па како ќе го направам подобро следен пат. Да. Многу се сложувам и мислам дека генерално не имаме проблеми во почнување на бизнис и стартап и било што друго, баш во тој момент дека не пробуваме, не тестираме нешто на пазарот, така тоа е класично тестирање на пазарот, што ќе помине, што нема да помине, како да го подобрам, така што добра ти беше оваа поука на некој начин и за луѓе од други индустрии функционира. Често се слушаме дека супер му е него, он си се слика, си се снима и тоа све така е супер и после тоа заработува многу пари од сликање и снимање, малку веројатно се смета дека тоа не е работа. Меѓутоа, ако како некој кој што работи долги години во продукција, ако ги погледнам профилите на тие кои што на вистина заработуваат од тоа што се инфлуенсери или објавуваат контент на социјални медиуми, контент креатори, сега е некој да кажеме тренди опис на инфлуенсерите,
гледам дека на вистина бара многу работа. Ти требаш на редовна основа да продуцираш некаков контент, да снимиш нешто, тоа треба да го замислиш, да направиш сценарио, како изгледа тој процес да стигнеш до пост и колку често треба да снимаш и дали од друга страна јас мислам дека не е дека малку работиш, него дека треба да не престанеш да работиш цело Да. време. И навечер кога излегуваш и кога патуваш и кога јадеш, постојано треба да сликаш и да снимаш нешто. Мојот мозок е 24/7 вклучен. Значи, мене ми се има случувано најјаките идеи, дури се туширам да ми дојдат или таман пред да заспиам ќе ми текне идеја, ќе станам, ќе ја запишам. За вакви креативни работи, особено за тоа јас што го работам, конкретно со видеосодржини, пошто повеќе тоа ми е фокусот колку Да, што главно слики. си видео содржини и баш тоа и ми изгледа мене покомплицирано. Покомплицирано, да, пошто одзема многу повеќе време. Например, за едно видео јас да креирам, ми се потребни од 7 до 8 сати. Едно видео од 1 минута. И малце звучи смешно, ама целиот процес е обемен. Например, јас да дојдам до идејата ми треба доста време, правам брейнсторминг, си запишувам идеи, од тие идеи правам концепти. Дека овие видеа, голем дел од видеата ми се со глума. Така, јас морам да си направам концепт кој лик што кажува, па ова ќе снимам, па што ќе направам тука. А монтажата највеќе од се ми одзема време, затоа што сум перфекционист и сакам до детал да ми е онака скоцкано. И целиот тој процес од почеток до крај многу време одзема. Некои видеа дури ми требало и денови да ги измонтирам, ако биле доста обемни и комплицирани. Дали си размислил да работиш во тим, можеби? Да, имам едитор кој што ми помага, само што, како што кажав, јас сум многу специфичен за едитинг, особено перфекционист сум, има некои видеа кои што не можам да се доверам некој друг да ми ги едитира. Не дека не знае да едитира спротивната личност, туку како ми е замислено во глава, сакам така да го реализирам истото. Или ти или ке му седиш на глава, предпоставувам. Да. А што не е баш највкусното нешто да направиш за никога. Не. Ама затоа си превземам, ако треба 3 дена ќе го монтирам видеото, ама ќе изгледа така како што јас сум си го замислил во глава. Исто и за снимање, имам сниматели кои што соработуваат со мене. Мислам, имам еден мал тим на луѓе кои што ми помагаат не само во креирање на содржини, туку и кога доаѓам муабет за соработки, за совети или понуди што ги добивам како да се воспоставам и така натаму. Така, на некој начин твои луѓе. Ова е баш во насока на тоа дека секогаш е веројатно подобро да се работи со повеќе луѓе, да се направи простор, ти имаш веќе искуство, веројатно некои млади, помлади од тебе или колку тебе, затоа што имаш само 20 години, кои што немаат толку искуство, може да им се даде шанса да почнат тука заедно со тебе да учат едитинг, снимање и така натаму. Така што интересно е дека работиш во тим. Често се од време на време или цело време имаш тим? Па, зависност до периодот колку работа имам. Не се случувало месец и ептен да имам многу работа и сум као дечки, окей, соберете се, време, загрете све и почнуваме. А некогаш имам онака месеци каде што сакам малце повеќе сам онака да влијам врз тоа што го креирам. Да, добро е да си има тим, ама некако почнува од почеток, многу е добро сам тоа да го почнеш. Не, за да можеш убаво да се насочиш во тоа што го сакаш, да се откриеш самиот себе си во тематиката која што сакаш да ја обработуваш во однос на содржина. Ако го имаш некој покрај тебе, влијае тоа мислење, Сигурно. Добро да имаш друго мислење, второ мислење од некоја личност, ама многу е важно онака базично кога доаѓа од самиот себе си. Да знаеш што правиш. Да, и затоа на момите сум као, окей, сакам сам сега овој период сам да си ги реализирам овие видеа, имам некоја визија, имам некоја замисла, или ако сакам да експериментирам со контент, затоа што некогаш ми досадува да ги правам мислите видеа. Мислам, тоа што сум го снимал на 16-15 години, не ми е можеби сега толку многу интересно да го снимам. Иако сакаш малку да еволуираш во друга насока, па да пробаш нешто. Да, повозрасен сум реално и примеќам дека и малци понесериозно ме сваќаат затоа што сум правил содржина за онака помали деца. Да, можеби тинејџери? Да. Таа е таргет групата, ама би сакал малце да ескалирам, пошто пак не се пронаоѓам. Иако е интересно и убаво кога гледам видеата, се смеам на самиот себе, сум како ми текнала оваа идеја да ја снимам прејако, ама пак
еволуирам како личност, Нормално е растам тоа, да. и со годините самото тоа се доаѓа. Не се гледам себе си на 30 години да ставам перики и да глумам мајка. Мислам, може би, ама не се Не знае. викај два пати, Нели? не викај два пати. Ме гледа со фамилија, со деца, јас си ставам перика. Да. Види, гледајќи ги дел од моите колеги од вчерашни новости и дел од тимот, екипата што работела на К15, гледам дека и ден денес се уште сакаат од време на време да ја стават периката или да направат нешто хумористично, баш онака видео, ама логично е и дека еволуираме, дека ќе не интересираат веројатно и Так. други работи со текот на времето. Така што не викај два пати, не се знае, може баш ќе ти дојде до преку глава на 30 години ќе речеш има само хумористично да снимам Има све само- друго. Сите перики ги купам, има само со перики да се снимам. Малце ќе те вратам на работата и на брендовите кои што те поддржуваат. Дали поинтересно им е кога постираш на TikTok за нив или кога постираш на Instagram како мрежа? Не гледам некоја разлика. Ги користам еквивалентно двете мрежи, само што повеќе се фокусирам на TikTok, затоа што таму е главна мрежа и таму започнало се. Јас кога започнав, не се фокусирав на Инстаграмот. Годиниве, па ја кажам, овие 2 години повеќе се фокусирам на Инстаграмот, иначе порано не ни го промовирав толку многу. И па добро, ама веројатно и тебе сега ти е се поинтересен тој контент што е таму, така што интересно созреваш сега и на оваа социјална мрежа. Видов дека имаш на YouTube неколку видеа објавено и дел од нив се ултра успешни, значи имаат и многу прегледи, не знам, едно 160.000 или нешто така имаше, ако добро помнам. А Четам. како стигна до оние први 10.000 следбеници, нели во бизнисот е први 1000 customers, ама ајде да кажеме еве кај тебе 10.000 следбеници, како стигна до нив, колку беше тешко, нормално ако не си ги купиш од одредени странски држави, колку е тешко еве да се стигне до 10.000 македонски следбеници, затоа што сепак сме ние еден помал пазар, веројатно кај нас се малку Так. подруг предизвикот, поголем процент е 10.000 од целата публика. Да, јас кога почнував, исто така ова е важно да го напоменам, немав најдобра опрема за снимање. Имав многу лош телефон, немав светло. Видеата не изгледа така како што имав замислено во глава. И на почетокот многу тешко ми беше да изградам публика. Првите, не знам, пола година можеби, така некако до некаде 7.000 достигнав, 6.000-7.000 и потоа инвестирав, пошто зачував пари на страна, работев преку лето, и инвестирав во себе, си купив подобра опрема, односно телефон, светло, ово, и од моментот кога кажав, окей, сега почнувам, инвестирам во себе, нова опрема, нов јас, почнуваме онака најсилно што е можно. Јас сети преку ноќ 10.000 не ги осетив. Јас за недела 2 стигнав до 100.000. Добра. Значи Од 10.000 7.000 до 100.000, ова е добро, мислам Тоа- дека е реткост. знам, тоа мене не ми беше реално, ама се погоди момент на корона. Тога сите бевме дома и немаше кај ќе идеш, мислам дома си вртиш на TikTok и И си викаш, дичкова ме смее, супер, зашто да Дечкова не? цело време го гледам и тогаш септен, значи секој ден објавав видеа и некогаш дури по 3 видеа на ден објавав. Така што очекувано е толку многу раст да се случи за толку краток период, зашто ми експлодира видеото. Да, ама сепак и 3 видеа на ден е сериозен залак и продукција, така што браво за тоа што си го правил и веројатно тоа ти донело до овие бројки. А кога сме кај бројките, пак ќе кажам, гледаме раз дека има кај едни, други, трети, меѓутоа колку се битни само бројките. Колку е важно за да влијаеш да имаш специфичен тип на контент и да си ја знаеш таргет публиката, да не е секаков таргет и така натаму, колку се важни само бројките или многу и други елементи играат улога и што еве тебе сметаш дека те одвојува од сите останати кои што имаат од прилика толкав број на следбеници? Бројките, да, играат улога, мислам луѓето и бизнисите те прецепираат малце поразлично кога ќе видат колкава бројка на луѓе те следат, ама не мора да значи, затоа што многу луѓе пласираат содржини кои што се стварно корисни.
Например, од едукативен карактер за ментално здравје, за бизнис зборуваат луѓе, како да инвестираш, како да започнеш свој бизнис. И можеби не толку многу луѓе има што се заинтересирани во тоа, ама, ето да кажеме, например, ајде, сега ќе зборувам на повеќе тема бизнис, луѓе што пласираат содржини за бизнис, можеби не толку многу луѓе ги следат, ама тие луѓе кои што ги следат имаат голема куповна моќ. Да. Така, и некој... Интересна е таргет групата. Така, а некој што, ете, например, од моја страна, јас сум објавила содржини што се од забавен карактер, хумор, комедија, такви работи, и ме следат помали деца. Тука, куповната моќ е малце помала, затоа што они влијаат на родители, мислам родители, зависат од родителите. Така, и тука има некоја разлика и некои бизниси се као, окей, можеби има 20.000 следбеници, не се 200.000, 20.000 се, ама знам дека ако го промовира овој продукт, ќе стигне до мојата група. Да, ќе стигне до мојата група и ќе има повеќе продажба. Да. Тоа се сложува многу, но и сепак не е лесно и бројките да се постигнат. Има брендови па што целат кон одредена публика. Знам често кога се зборува за млади, нели TikTok е, сите викаат, ајде на TikTok, ама не ќе објавуваме само видеа. Многу треба, ете самиот се кажа, по 2-3 видеа на ден, тоа е сериозен контент, продукција за ти да стигнеш до таа таргет публика која што е редовна на TikTok, па гледа македонска продукција, па гледа странска. Веројатно младите не викаат сега Александар Динев зашто е од Македонија ќе го следам, ама нема да ја следам пеачката што е од Америка, така што таа е многу специфична и тешка публика, не се подценува за да се опфати. Иако ако те засакаат, многу побрзо ќе растеш веројатно отколку што е тоа пример кај повозрасна публика. Да, јас сум и преблагодарен што располагам со таква платформа. Мислам, не знам, многу ми е онака дури и чудно како над 300.000 луѓе одлучиле да кликнат на црвено копче follow и да ме поддржат и да следат ја што објавувам. Не знам како, мислам, да, сум се трудел и сум вложил многу време и пасија и љубов во тоа, но и современо не ми е реално, не можам да замислам 100 луѓе во една просторија, не пак на 300.000. Може треба да направиш стендап па да видиш како ќе оди. Може би. Тој сегмент, дали ќе дојдат стварно во иста просторија толку многу луѓе и тоа би било сигурно интересно да се гледа. Имав тука еден гостин соговорник рапер кој што секој настап му е sold out. И вика кога ќе дојдат луѓето, значи и они ме сакаат, ама и јас ги сакам, зашто мене ме одбраа баш за да го поминат нели времето, дали дома, дали некаде, те одбираат да го поминат времето со тебе и мислам дека тоа е голема чест да ти направат место така во домот, во распоредот или како и да е. Зошто се откажа од YouTube? Веќе година дена ништо не објавуваш таму. YouTube е таква пасија која што одзема многу повеќе време. Од се друго, да. Ако збориме дека TikTok ми одзема едно видео 8 сати, можеш да замислиш колку ми требаше за едно YouTube видео, а јас објавав секоја недела по едно. Значи балансирав YouTube, TikTok по едно видео на ден, исто така и на Instagram што објавував, тоа ми дојде многу. Зашто јас прекинав е затоа што имав burnout, прегорев, значи не можев, психички не можев да си дозволам да постигнам толку многу работи. Иако мислам дека YouTube е подобар формат на каде што луѓето би можеле да ме запознаат мене, зашто не е брзо. На TikTok и на Instagram гледам содржините да се вака. Значи, еве колку време зборим. Да, тука ми е полесно да се изразам, полесно ми е луѓето да ме запознаат, не гледам брзо све да кажам, на социјалните мрежи како TikTok и Instagram, све е брзо затоа што луѓето немаат толку многу attention span, кога немаат внимание. Само скролаат и ако не си интересен во првите 3 секунди, не ги интересира. Супер. Го очекуваме тоа, се надевам дека ќе ти направат место и нашите брендови меѓу нив со она што планираш да го развиеш во иднина. Ќе те гледаме, фала што направи место во распоредот за ова. Мила ми и за поканата, навистина многу брзо ми помина времето. Да?
И мене. Така да Се имаше... сврта. Да, имаше многу што да се каже и мило ми е што зборувавме на вакви теми и мило ми е што имав простор, место за да зборувам за некои мои предизвици, некои мои позитивни работи во мојата работа, односно кариера и фала. Фала ти на тебе и се гледаме.